Гледате неделно интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е Радмила Шекеринска, председател на Националниот совет за евроинтеграција и пратеничка на Социјалдемократскиот сојуз. Господи Шекеринска, велите дека Македонија никогаш не била подалеку од Европската унија како што е денеска. На што ги темелите ваквите тврдења? Кога зборуваме за Македонија и Европската унија, мора да водиме сметка и што се случува околу нас. Значи, во 2005 година Македонија беше единствената држава со Хрватска која што имаше кандидатски статус. Хрватска токму што почна да преговара и планот беше и Македонија во 2006 да го стори истото. Црна Гора се уште не беше ни независна држава, ниту Босна и Херцеговина, ниту Албанија, ниту Србија не можеа да се надеваат на брз кандидатски статус. Дел од нив немаа ни спогодба за стабилизација и асоциација. Значи, во меѓувреме поминаа 6 години. Македонија не направи ниту еден чекор повеќе од кандидатскиот статус. Во исто во ова време Хрватска ги заврши преговорите и таа го потпишува веќе договорот за членство во Европската унија. Црна Гора стана земја кандидат, доби препорака за почеток на преговори и Србија најверојатно до крајот на годината ќе стане земја кандидат. Во меѓувреме Албанија стана членка на НАТО и Македонија од неспорен лидер заедно со Хрватска во регионот сега веќе преминува во опашката на регионот заедно со Босна и Косово, кои имаат и нерешени статусни прашања. На Балканот, па и во животот, па и во светот, кога не одиш напред, стагнираш. А кога како Македонија 6 години не одиш напред, тогаш за останувањето на вистина сите не загрижува. Што вие како Социјалдемократски сојуз ќе направите за да го решите спорот за името и како ќе ги забрзате реформите кон Европската унија? Ние како опозиција ниту можеме да го решиме името, ниту можеме да ги забрзаме преговорите. И со Европската унија. И на едната, и на другата маса Македонија ја представуваат оние кои што се владини представници. И тука опозицијата не може да дојде од позадина и да им шепка на владините представници. Точно се знае кој за што има мандат. Она што ние можеме да го направиме и мора да го направиме е да се трудиме овие теми да ги влечеме на површина и да ги ставаме на политичката маса во Македонија. Затоа што мислам дека во моментов на Македонија и се случува едно лошо сценарио во кое многу се говори за името, ама ништо не се кажува околу преговорите за името. Многу се говори за Европската унија, обично во негативна конотација, меѓутоа ништо не се кажува за нашите подготовки за почеток на преговори со Европската унија. Нашата задача како опозиција е да не дозволуваме Груевски да ги заборави прашањата. Меѓутоа ние не можеме да ги издиктираме одговорите се додека сме во опозиција. Но целта ќе ни биде да бараме од граѓаните мандат овие работи да се променат. Очигледно е дека 7 година поред Македонија не мрднува од истата точка. Дали е можна формула почеток на преговори за членство во Унијата и решавање на името како два паралелни процеси? Да, возможно е. И таа за Македонија би била подобра опција. Меѓутоа, јасно стана и во 2008 година, и во 2009 година дека Грција ја одбива таквата можност. А и во НАТО и во Европската унија, за жал, таа е во позиција да има право на вето, а ние да не го имаме тоа право. Политиката на антиквизација, политиката на зборување за историја, наместо да зборуваме за иднината, политиката на статуи, кои станаа поважни од живите луѓе, е политика за која голема цена плаќа Македонија. Грците не им е гајле, на грците ваквата политика на Груевски им одговара. Тие чекаа да добијат ваков премиер во Македонија, за да се оправдаат што ќе стават вето. Господи Шекеринска, за какви демократски средства зборува опозицијата кога кажува дека ќе води битка против штетните политики на оваа власт и ќе води борба за иднината на народот? Па, мислам дека никој не треба да се труди да открие топла вода. Тие демократски средства се измислени и тие се реалност и во Македонија и во многу други демократски држави.
Опозицијата има можноста да го користи својот настап во собранието, тоа го правиме и тоа ќе го правиме. За жал, собранието е маргинализирано и тоа е политика која што дефинитивно ја води врвот на ВМРО ДПМН за да го тргне на страна собранието и за да го представи како некое неефикасно и беззначајно тело. Ние од таа битка во собранието нема да се откажеме. Се разбира дека како опозиција ние имаме на располагање и многу други демократски инструменти. Протестирање, изразување различно мислење, организирање на демонстрации, организирање на шанса, давање шанса на граѓаните да го кажат своето мислење. Дали враќањето на старите кадри во Социјалдемократскиот сојуз е најдобриот рецепт за укрупнување на партијата? Со ова прашање покажувате колку е битна во политиката перцепцијата, а не реалноста. Значи, Централниот одбор на СДСМ разговараше на многу теми и донесе, ако не се лажам, 4 одлуки кои што се поврзани со име и презиме. 4 совети во Социјалдемократскиот сојуз добија своји први луѓе. Од тие 4, 2 имале и предходно некакви врски со СДСМ, имале функции во СДСМ, а 2 се сосема нови лица. Впечатокот кој во јавноста се создаде стимулирано од страна на власта е дека еве во СДСМ само се враќаат старите. Во СДСМ одлуките кои што беа донесени покажаа дека партијата не се откажува од никого, меѓутоа и не се отвара врата пред никој. И дека шанса за да во СДСМ покажат што знаат, што умеат, шанса да и помогнат и на оваа држава, ќе добијат и луѓе кои што досега сметале дека не треба партиски да се ангажираат, но и луѓе кои досега биле многу активни во СДСМ. И дека тука дискриминација нема да постои. И мислам дека тоа е политика која дава резултати. Госпоѓо Шекеринска, дали реформирана СДСМ без Бранко Црвенковски на лидерското место има посериозни шанси за успех на некои следни избори? Сега би влегле во зоната на што би било, кога би бил. Ова е одговор кој мислам дека дури ако имате анкета на јавно мислење, тешко ќе можете да го одговорите. Меѓутоа, јас имам проблем да аспект на тоа што Бранко Црвенковски има, мисля, че ни помал рейтинг од СДСМ, ако не сум грешка. Мислите, зависи на кои истражувања. Меѓутоа, тоа била секогаш карактеристика не на СДСМ само, на секоја демократска партија. Во овие 20 години, ако ги анализирате рейтинзите на СДСМ и на нејзините председатели, а најчесто највеќе бил Бранко Црвенковски председател, ќе видите дека секогаш важи истото правило. Затоа што во СДСМ секогаш имало и други луѓе кои уживале одреден рейтинг, кои што имале одредено влијание во јавноста и еден дел од нашите поддржувачи сметаат дека тие луѓе се нивен најдобар репрезент. Тоа беше и силата на СДСМ. Не е целта само да ги победите своите противници на избори, туку на граѓаните да им понудите и нешто подобро и нешто поразлично од она што сметаме дека противникот лошо го прави. Значи, од една страна да не бараме партиите да бидат демократски, а од друга страна да бараме шефовите да бидат неприкосновени. Тоа е лош знак. Тоа е лош знак за ВМРО ДПМН, а е лош знак и за Македонија. Но кој треба да ја понесе одговорноста за тоа што сте веќе 6 години во опозиција? Па има неколкумина која понесоа одговорноста. Јас бев председател, дадов оставка. Потоа имав уште еден председател и тој се повлече од функцијата. Така што, ајде да не ги собираме сите, еве како велите вие, 6 порази, па да ги ставаме на купче и во скутот на еден. Она што е важно е првото прашање кое што ми го поставивте. Дали таа партија на граѓаните ќе им понуди нешто што е подобро, а во што ќе веруваат? Тоа е задачата на председателот. И тоа е задачата и на СДСМ во целина. Битката за мандати, битката за градоначалници е важна. Ама се надевам не се бориме за власт само за да ја освоиме. Ви благодарам што бевте наш гостин. Благодарам на вас. Гледавте неделно интервју на Радио Слободна Европа. Довидување за 7 дена.